служба во која што го вложив целиот и труд и живот и навистина сум горд, дали пречам тамо? Навистина сум горд што припаѓав на една служба која што долги децении важеше за најдобро организирана во медицинскиот центар, за што пак најголема заслуга има доктор Јонче Ковачевски, примариусот, кој што, еве, за жал, не е во ова пригода меѓу нас. Ова сум јас авторот, понатамо. Слушнавте заслугата за да проработи еден ваков огромен проект, ја има информатичкиот центар на Македонски железници, во кој што беа вклопени огромен број луѓе, меѓутоа водачи беа инженерите Павловски Зоран, Бегинов Димче, Симе Шентески и, слушнавте, директорот, тие го вика наш, јас го викав мој, господинот Раде Стефановски. Понатамо. Уште еден мој поклон, едно младо момче кое што многу ми помогна за оваа презентација да изгледа вака каква што е денес видоизменета. Други имаат заслуга за тоа, Чепојнуски Димче, во време кога не само во Струга, ами и во Македонија, ретко кој знаеше за персонален компјутер. Вака гласи мојот проект. Сега, систематско лонгитудинално следење на растот и развојот на децата од Струшката општина, од нивното раѓање до адолесценција и потоа. Што сака да кажа? Значи, водевме сметка комплетна со многу, ќе слушните покасно, параметри кои што се релевантни, кои што се многу битни за растот, за развојот на една единка, од нејзиното раѓање, растењето, и околу 2000 деца, 2000 случаи имам регистрирано во базите на мојот компјутер, кои што доаѓаат веќе, значи, сме ги следеле од раѓање и ми доаѓаат со нивно дете. Тоа е тоа лонгитудинално. Значи, оваа студија не е како вообичаените пресек. Ваква е состојбата денеска и прикажуваме што, како е случено. Него едно исто дете сме го следеле низ целиот период на неговиот развој, на неговото растење. Така да се добива впечаток за комплетната негова состојба во тек на младите години. Друга една презентација која на друго место сум ја изнесувал 2-3 пати, тоа е, да кажеме, информатичарите го викаат стебло на овој проект, во кој што се влегува во огромната база и повикувате едно дете по име и презиме. Се повикува детето или по име и презиме или по матичниот број и се отвара еден екран со, јас после на крајот ќе кажам кои све податоци, но се што би било од интерес и за родителите, и за детето, за единката, но посебно за лекарот кој што го води или кој што би го водел понатамо. Една мислам, секогаш во сите мои научни трудови ја повторувам, по детето се познава човекот како по утрото од денот и врз база на ова мисла, јас често знаев на моите постари колеги интернистите да им речам, колку повеќе ќе работат педиатрите, толку помалку работа ќе има за интернистите. Ова е јасно, мислам, нема потреба да го објаснувам. Сега пак едно така моје размислување од постанокот на светот, па до денешниот денес, до сите иднини,
Се живо е во постојана непрекинлива битка за продолжување на видот и подобрување на квалитетот на живеењето и постоењето. Ете, и јас, втурнат во оваа битка со моите тимови, точно се вклопуваме во оваа мала филозофија. Цел на овај мој труд и трајна стручна определба е да се направи скромен, макар најмал придонес во таа сеопшта битка. Ако како резултат на тие сите такви заложби се успее и навистина му се подобри квалитетот на живеењето, макар на само едно дете, значи се постигнала саканата цел, се постигнала најблагородната цел кон која стреми сета природа. Ова не важи само за човечкиот род, ами важи буквално за сиот жив свет. А тие пак децата и днината на планетава се што имаме, се што сакаме, тие се длабоко во нас, тие се цел на нашето постоење. Со своето доаѓање на свет, тие донесуваат нов, највозвишен квалитет на нашето постоење. И тоа е од искона за навек само така. Затоа, сакам сосема накусо да прераскажам дел од она што беше и, се уште е преокупација на мојот неспокој, веќе 4, ова е од порано, сега има повеќе од 5-6 децении. Сакам да кажам зошто со голема љубов и многу вдахновеност го гледав севкупното растење и развивање на повеќе од 30.000 деца. Многу од нив видов како се раѓаат. Моите раца беа првите, значи уште пред мајката да го види, што го прифатиле тоа мало детенце при нивното доаѓање на свет. Ги гледав и следев како се дојат, како добиваат први запчиња, како ги придржував кога проодуваа, ги превивав кога се удриле, се обидував да ги лекувам кога беа болни. Некои на мене ја испробуваа силата на тупаницата, некои гледаа како реагирам кога ме помочале, многу пати се случи да ме помочаат, не само мене, сите мои колеги. Некои го пратаја изразот на моето лице кога ќе ми спуцаа мрсна псовка. Сепак, на многумина од нив, коначно им напишав потврда дека се подготвени да станат ученици првачиња. На сите им искажувам должна благодарност, бидејќи секогаш сите само ме устречуваа. А среќата моја е вистинска и голема ако е споделена со децата и нивните родители и ако после неколку годишното другарување, кое трае од раѓање до поаѓање на училиште, сите, ама баш сите добијат убава потврда која им овозможува да станат весели, здрави и успешни првачиња. А од тогаш веќе, после овој период, се вклучуваат и преземаат грижа за понатамошното следење на растот и развојот покрај мене и моите соработници, колеги, школските педиатри. Нашиот народен мудрец рекол: подобро спречи отколку да лечиш, или само зелено младо гранче може да се свива и исправа. Во ова време, не време кога поминавме пандемии и 300 чуда, кога на телевизија речиси да нема убава вест да слушниме, може ова најмногу значи бидејќи се појавуваат разноразни болештини кои што значително би биле помалку опасни, помалку смртоносни, доколку сите ние, особено здравствените работници, да не спомнувам тие што 80% платата си е зголемија, ама и тие би требало да се превземаат превентивни мерки пред да дојде до заболувањето. Видите, денеска имаме толку многу болести кои што се откриват кога е веќе прекасно. И сите превземања стануваат безцелни.
Затоа следењето на растот и развојот на децата мора да започне со самото зачнување и трае до адолесценцијата и полнолетно созревање. Треба да трае, да биде целосно, континуирано и мултидисциплинарно, што сакам да кажам. Нема генијалци, јас се знам. Некој кој што ќе ви каже јас се знам, значи ништо не знае. Тоа е работа на тим, работа на повеќе луѓе, на повеќе сектори кои што имаат зацртано една единствена цел: здраво поколение, здрав народ. Денеска пак нашите можности за ранна детекција, а со тоа и навремено соодветно евентуално интервенирање, се навистина мощни големи. Диапазонот на состојбите кои ако се откријат навреме можат да бидат значително отстранети или барем ублажени нивните последици, навистина е голем. Технологијата, науката не напредува толку многу колку технологијата. Некои технологии се нови, толку софистицирани, толку се совршени денеска, што ние, лекарите од моето време, не можевме ни да го замислиме. И заради тоа, ако навреме се пристапи, тогаш помалку трагедии ќе ни се случуваат. Целта беше зацртана уште во периодот кога работев во пунктовите амбуланти во селата Ливада, Дрслајца и Делогожда. Што сакам да кажам со ова? Такво беше времето. Кога дојдов јас, 6-7 доктори имаше, ја бев најмладиот, неколку месеци пред мене беше доктор Марче и немаше тога прашање сакаш или не сакаш, едноставно не прочитаа. Ти утре ќе си земиш едно ќебе, една перница, малку не стресва за тоалет и ќе одиш на терен во село. Тога беше една прекрасна акција на републичко ниво створена, се викаше Републичка акциона програма за намалување на енормно високата доеначка смртност. А ние имавме доеначка смртност многу полоша од многу африкански земји. И тоа беше една голема акција која помогна извонредно многу. Тога во 68 година ме пратија на работа во Ливада, тоа беше центарот, а имаше уште две амбуланти, Дрслајца и Делогожда, и јас таму живеев и работев безработно време. Се колнам безработно време, немаше, па за моја несреќа, најтешкото во здравствениот систем породувањата се случува се повеќе ноќе. Зошто не знам? И че тропнат на тоа пенџерето кај што во амбулантата, трчај од едно, уште 9 села припаѓаат, дури тога ми припаѓаа и 3 села од Охридскиот регион, Мешеишта, Требеништа и Климештани. И оттаму, колку пати во Требеништа сум оден за да водам породување, а нема пострашна работа од тоа. Сега иницијативата за се што се случуваше во тек на целиот работен век потекна од нутриционистот Калчо Митев, вработен во Републички институт за унапредување на домаќинството и точно во тие почетни години, баш кога јас почнав. Зошто го нагласува? Тој и друга екипа од епидемиолог, педијатар и гинеколог акушер, еднаш месечно, ова ве молам да не помине незабележано, еднаш месечно ненајавено, задолжително доаѓа во секој медицински центар, тога бевме Дом за народно здравје, низ целава република, и такви контроли правеа, контроли на картончињата за вакцинации, контроли на картоните, здравствените картони, тешко и горко на доктор Климе, ако најдеа грешка во диагнозата или грешка во терапијата, ќе те прашуваат 100 пати зошто овој лек си го дал, зошто толку си му дал, зошто не си му дал. Значи, тоа беше една активност која што па не тераше
со читањето и со учењето да не завршиме со последниот испит на медицински факултет. Моравме секој ден да читаме. Ќе дојди дете, или таму кај што работев не важеше само за деца, реков, водев порадувања. Еве и 2-3 смешки, јас овие работи во една моја претходна книга, кажувања на еден доктор ги имам нотирано. 2 пати ме викнаа за еднаш за болно теле, еднаш за болна крава. Смешно, меѓутоа не ти кажуваат зошто те вика докторе, има итни случај, трчај, немавме кола, немавме ништо, се тоа се одвиваше пешки низ сите тие села, но тоа беше така, фала Богу што не е веќе така. Почнав како млад доктор, потоа следеше специализацијата по педиатрија, а за тоа време веќе беше втемелена целоживотната стручна определба за тргнување по тешкиот тррлив пат на научно-истражувачката дејност. За ова имав силна поддршка од голем број доктори, професори од целата земја, од Југославија. Овој пат изразувам благодарност на сите што ми веруваа, но и на другите, преска нешто казав, но ми избега мислата за Калчо Митев, нутриционистот. Тој пак од друг аспект доаѓаше, бидејќи тога имаше по фабриките, по школите, обштествени коини, и тога почна да се отвараат детски градинки и оброците и начинот на исхрана и сето тоа мораше да оди по строги критериуми, а тој беше задолжен точно за тоа да води сметка дали или на детското оделение, дали исправно ги храниме децата. Нема да му дадеш ти на некој дете како ќе ти текне или како ќе му текне на некој од тие готвачите, него ти како доктор, како педиатар, ќе одредиш до милиграм што му треба, колку му треба и како тоа треба да му се даде. Тој виде, ја нешто си прибележував тогаш си правев табели, ова, она, докторе, што е ова што го правите? Јас обидов да му кажам. Се насмеа, рече, да го оставиш ти ова? Како, зошто? Ќе видиш. И не помина 3-4 дена и се паркира едно возило на кое пишеше Македонски железници, во ливада во селото, излезе една дама и двајца мажи, што не ги познавав, ми се представија, а мојот другар, тамошен директор Радко, ги пуштил да видат што правиме и сега тие ми кажуваат дека тоа треба компјутерски да се работи. Јарно, докторов не слушнал, појма нема, ова станува збор, 70-та година, каков е, што е тоа компјутер, но добро, имаше време, научив и сега таман станав некако малку и зависен од тој компјутерот и така тоа почна, се извинувам што се навратив, ама сепак се сетив. Сега превентивните дејности, работа на терен, што све се случуваше. Покрај редовните задолженија во центарот, целосната посветеност на децата од целата општина ми беа главен приоритет. Зошто наглашувам целата општина? Од проста причина, што од почетокот до моето пензионирање или неколку 2-3 години нешто порано, значи бев присутен јас и тимовите мои, не само во Струга, ами и во тогаш, сега ги нема на број толку, имав 30 села кои што беа живи и во кои што имаше деца. Значи, буквално секој ден, лето, зиме, бевме на терен, тамо кај што живееше детето, кај што бевме најпотребни. Преска спомнав Цвета Шапеска, сестрата со демонстрационата кујна. После таа, од демонстрационата кујна продолжи да спомнав малку през не може да му дадеш на детето, му дадов млеко и не. Тоа е толку тешка задача да се изработи оброк за дете,
мора да се израчуна, значи, според телесната маса, според телесната должина, според дехидрираноста, според начинот на исхрана, според болеста, според тоа колку течност губи, толку течност да му дадам, колку протеини му требаат, колку јаглени ке треба. Значи, тоа е за да се направи рецепт за еден оброк за едно дете во зависност од неговата болест. Тоа е многу голема наука. Тука ми помагаше сестрата Цвета Шапеска. И после се продолжија, беа потребни неколку години откако дојдаа тие тројца да ми кажат дека тоа се правило на компјутер. За подготовка на дизајнот, тоа беше мој, јас го изработав расно, секој ден допишував. И да се изработи софтверот, програмот од страна на инженерите при Македонски железници во Скопје, за кои дури години потоа ќе осознам дека биле компјутерџи или како што сега ги викаме IT работници или информатичари. Јас си признавам, тогаш со чудење си слушав за тоа што е тоа компјутер. Се печатаја илјадници специјални, јас овде имам, специјални анкетни листи, јас нив ќе ги покажам на 2 страници со сите битни податоци, голем број податоци од секој преглед на детето. И сега 2 пати неделно ги собиравме во специјални папки овие листите, пополнетите, и еднаш во понеделник трчаница на автобуска станица, онаму кај Стружанка, покрај езеро, и Осман, Муче, шоферите, сите ме научија, ќе им дадам папките и тие знаеа веќе. Еден човек од Македонски железници ќе го чека автобусот во Скопје, ќе ги земе тие што сме ги пуштиле анкетните листи пополнети, тие што ги завршиле тамо со внес во компјутерот, му ги дава на шоферот, ја ќе го чекам следниот автобус, односно автобусот на враќање од Скопје, ќе ги земам тие, и тоа така траеше со години. Ја им должам благодарност голема и на возачите. Главен принцип ми беше. За мало дете не е исто како за возрастен. Дали ќе ме вагаш мене денеска или после еден месец-два, тука е некаде. Меѓутоа, за новороденче тоа не е така, тука си има големи прецизности и затоа, значи, прегледите инсистиравме да бидат точно на датумот на раѓањето. И за условите на прегледот од УНИЦЕФ има одредено каутели, одредени законитости, кои што, за да ти го признаат трудот овај надвор од, да кажеме, јас овде можам сега што сакам да ви кажувам, меѓутоа некаде не може баш тоа така, не оди, мора да си прецизен и ќе те прашат дали ги исполнуваше условите. Ние во советувалиштето се случуваше во едно баракче, меѓутоа условите ги имавме комплетно обезбедени и точно на датумот на раѓање. Значи, кој ќе речеме дека детето има еден месец, тоа има еден месец, односно 30 дена. Сега се случуваше датумот да се совпадне во недела, па детето ќе ни дојде во понеделник, или се случуваше во сабота, кога ние не работавме со деца, ами административниот дел го завршувавме, ќе дојде во петок. Меѓутоа, во еден дел од анкетната листа внесувавме дека има детето плюс или минус 24 часа, што нема во масата на податоци, нема некои големи одстапувања. Потоа. Ова е што спомнав строги педиатриски нормативи за работа со систематски прегледи. Податоците ги внесувавме во тие специјални анкетни листи, за секој преглед нова листа и за секој дете
отпечативме повеќе од 60.000 анкетни листи, после кога веќе поминаа години, и доктор Климе си купи еден негов компјутер, па си внесував директно во компјутерот и после беше се многу полесно. Во тоа време за компјутери се уште не знаевме, барем ние. Заради тоа, по помнетите анкетни листи, значи јас ова веќе го кажав и еве, тоа е тоа што го кажав. Значи, ме разбрате дека откако добив компјутер, односно си купив, зашто центарот не ми купуваше, после, место да праќаме анкетни листи во Скопје, податоците ги внесувавме овде, меѓутоа, сега има и интернет, тога немаше интернет, и сега тие ми кажаа дека треба да купаме еден модем, го викале едно апаратче, па си купив ја еден таков, а такви има во Скопје во Македонски железници, исто телефонска линија се поврзувавме, така да анализите продолжија да се работат во Македонски железници. Што е предмет на овај мој проект? Тоа е трајно, лонгитудинално, проспективно и мултифакторијално следење на растот и развојот и општата здравствена состојба на секое дете посебно, како и на сета детска популација што ја следевме во нашава средина. Исто така предмет е регистрирање и детална анализа, ве молам ова, детална анализа на податоците со статистичка обработка, од која користевме 10 параметри и на крај. За да можам да тврдам дека заклучокот што сум го донел е точен, постои такму едни-две операции статистичка грешка, таа не смее да биде поголема од она што е прописано, и статистичка значајност. Значи, ако кажам дека ова дете е доено, ова дете не е доено. На 6 месеци то доеното растело подобро, отколку ова другото. Арно, ама, некој меѓу вас овде ќе се најде, чекај докторе, каже. Дали ова точно? Ама еве, порасна дете во олку, ова порасна 5 кила, ова порасна 3 кила. Дали е тоа значајно? За тоа постои таа операција статистичка значајност. И за да го убедам тој колега што ќе ме праша, ќе му кажам дека статистичката значајност за оваа разлика меѓу едното и другото дете е сигнификантна, значајна. Тога колегата ќе ми верува и мора да признае дека сум кажал вистина. Што беше цел на проектот? Врз основа на софтверски решенија да се добијат одговори на голем број прашања, поврзани со растот и развојот и здравствената состојба на секое дете и целата детска популација кај нас. Тоа се постига благодарение на голем број меѓузависно исповрзани и искорелирани параметри. Што сега да кажам? Ќе дојдете вие со ваше дете и ќе кажете: докторе, како ми расти детево? Сега, за да можам квалитетно да ви одговорам на прашањето, и ќе речеме: вашево дете е, лупам сега, такви се 70 параметри, нема да ве замара. Вашево дете е првородено, мајката имала 20 години кога го родила. Нешто не е во ред во пристапот кон тоа дете, благовремено го отстрануваме тој ризикофактор за детето да добие подобар квалитет. Проектот има за цел и носење одредени нормативни стандарди релевантни за децата. Спомнав, за жал, се уште ние користиме, да речеме, швајцарски нормативи, меѓутоа нашите деца не се швајцарци, се македонци. Дури и во рамките на Македонија струшките деца не се исти како децата од Струмица.
Или децата од, да речеме, од, не знам, од Полм, не се исти како децата од Струга. Не мислам, не се исти на дворешно, меѓутоа според некои здравствени норми. И заради тоа бевме, и сега нека не ви прозвучи нескромно, и се уште сме на ниво на Македонија. Ние во Струга, единствени кои што изработивме наши нормативи. Значи, правиме споредба со швајцарски, меѓутоа и со наши струшки. Значи, струшко дете го споредуваме со струшки деца, што е голем настан, голем бенефит, да кажам. Тоа што не се имплементира на републичко ниво, Јован, то не сум јас, нити моите колеги виновни, тоа се виновни некои горе тамо во министерствата, но нивнин проблем. Ајде понатамо. Еве ова е што кажав, дека си изработивме наши стандарди. Една од главните цели на овој проект е да се направи евалуација за состојбата во врска со исхраната и нејзиниот квалитет и квантитет. Времето кога ова го работев, ужасно голем проблем беше неухранетост. Сега дојдовме во една друга состојба, во претилост, во гојазност, што е исто така лоша состојба. Тоа ќе помогне да се донесат заклучоци во смисол колку и како влијае исхраната врз растот и развојот на секој дете, односно сета детска популација кај нас. Проектов имаше за цел и многу брзо успеа, благодарение на софтверот, да внесе во секојдневната пракса единствен регистар. Ве молам да не ве чуди. Сега имаме сите матични броеви, значи функционира на некакво републичко ниво единствен регистар, меѓутоа зборуваме за време од раните 70-ти години. Благодарение на компјутерската техника, со немање можност за грешка, значи не дозволува податоци од едно дете да се испомешаат со друго дете. Значи, тоа е комплетно исклучено. Ова проверувам јас, сега има неколку од тие милиони ние што ги имаме, неколку податоци кои што вака се водат во мој термин, но тоа е тоа и баш кај што зборуваме за јубилеј од 40 години. Значи, ние тоа го имавме пред 40 години. Крајната цел на проектов секако е да преку максимален ангажман од доменот на превентивните преземања, преку раното или навремено откривање на ризик факторите кои во крајна линија действуваат негативно врз растот, развојот и здравствената состојба на децата, да се овозможи плански навремено приоѓање кон отстранување или барем намалување на лошите последици. Сега, овде само 2-3 работи се спомнати од, викам, милион во како содржина на проектот, понатамо. Сега што имаме од резултати? Имаме комплетна анализа на сите параметри, вклучително 10 овие статистички операции, контроли со тест за статистичка сигнификантност, но и приказ на состојбите од статуропондералниот раст и развој, за тие што не го разбират овој, од севкупниот, значи, физичкиот развој, менталниот развој на детето, тоа е тоа. И до адолесценција, а за ова пак, овде само раскажувам што сме работеле, а за ова се потрудив и во 2012 година во ова иста сала ја промовирав оваа голема книга,
која го носи истиот овај наслов, и тука сите тие битни параметри се детално разработени. Меѓутоа, ако сето тоа се обработеше за сите возрасти, како што е добиено во анализите од компјутерот, еве неколку ќе покажам, ние ги викавме чаршафи. Значи, во Македонски железници се потроши 1 тон хартија со вакви табели за секое дете, за секој преглед, за секоја возраст. Сега јас немав можност за сите деца, односно за сите возрасти. Во книгава е опишано само возраста 6 месеци, меѓутоа со сите параметри кои што го означуваат растот и развојот на децава, а ова што спомнувам и општа здравствена состојба, и тука сме единствени во Републикава. Мене многу ме нервира кога слушам сега, еве, сите знаете, проблем е со цистичната фиброза. Слушате, вести, нема лек, нема трикафта и тоа. На ниво на Република нема комплетен список за сите случаи, кажуваат 100 на 120, меѓутоа ако ги прашате кои се тие, им кажуваат само болните. Кај нас не е така. Во базата на моите податоци, по име, по презиме, со адреса, со телефон, со сите можности во овој момент да го добиете на нова и нова контрола детето сега возрастен еве од цистична фиброза, ние имаме комплетни спискови уште од тогаш. Еве ова е тоа што го кажував, значи со акутни болести, со хронични заболувања. Сега, за да биде се според законот, се пријавува матичниот број, без име и презиме, а во базата се стои име и презиме и шифра на заболувањето. Има шифрарник, тој е меѓународен, насекаде еден број, исти број, една иста шифра е за едно исто заболување. Овде се неколку болести спомнати, јас случајно не, него наредив неколку колку за да се добие впечаток. Значи, ако барате список за цистична фиброза, и ќе добијате колку деца сме имале, тоа доктор Малко дори многу подобро од мене го знае, бидејќи тој ги водеше. Сега имавме и неонатолошко картонче. Беше и останува единствено во Македонија кој картонче има такви податоци да се добија комплетно, значи за детето, за мајката, за каков бил пороđајот, се што е неопходно за едно новороденче да се знае. Понатаму изработивме и софтвер за школски деца, тој за жал не профункционира како што треба, меѓутоа тој е готов и е во можност во секој момент да се вклучи. Потоа, велам, има врагови, има трауми, има семејни и лични трагедии, за жал. Бдеат безброј опасности, несреќи, болести, катастрофи. Впрочем, овие два прекрасни суштества, мајката и детето, го минуваат својот највулнерабилен, најранлив период. Демнат многу болести, многу состојби, демнат за во секој миг да можат, ама и навистина можат да ја претворат бескрајната среќа на родителите и детето во вистинска катастрофа. Но, сега дедо Климе ќе каже стоп. Сепак, тука некаде во непосредна близина на овие два прекрасни света,
на овие највозвишени човечки суштества, мајката и низиното чедо, доенчето, во вечна приправност и секогаш подготвен да помогне, да ги одврати лошите врагови, стои педијатарот. Стои тој, или барем треба да стои. Стои тој така низ деновите и ноќите, низ месеците и годините, докторот кој целиот свој ум и знаење ги вградил во светот на мајчините желби и трепети, за да тоа мало и безпомошно човечко суштество, што го исполнува животот на мајката и го чини смисолот на незиното постоење, да порасне и утре самото биде зачетник на нов живот. Еве едно такво бебенце. Одиме. Сега, на најкраток можен начин, малку ве заморив, ќе кажам што све накратко има во тие анкетни листи, односно во базите на ова. Овака изгледа та анкетната листа, од едната и од другата страна. Одиме понатаму. Сега, прво, имаме генерали, значи, име, презиме, место на живење. Овие коцкиве што ги гледате, во компјутерот се ставаат само бројки. Затоа е така и таму внесуваме година на прегледот, сете тие битни работи, мајката дали е вработена, образование на мајката, националност, пол на детето, возраст на детето и така натаму, дали е родено во болница. Сега веќе ова е анахроно, бидејќи ретко кој ќе се роди надвор од болница, меѓутоа во времето кога почнавме ние да работиме, повеќе од 70% од децата се раѓаат дома, со бабица или без бабица и така натаму, и затоа е ова така ставено. Дали било раѓањето спонтано или со интервенција, со вакуум, со цезареја, главично, карлично, дали е чувано во детска градинка, ова е многу битно, дали детето е исправно хрането. Не секогаш дома со најдобра волја да му се даде најквалитетно и најдобро на детето, меѓутоа се прават многу големи грешки. Сега, како напредува, дали го исправа главчето, дали стои со придржување, дали седи, дали оди, и многу битно во време на антиваксерство, дали има лузна од БСЖ. Луѓе, внимавајте, не да тропа наврата туберкулоза. Дома ни е туберкулоза. Имаме овде колега, интернист, ќе каже дека не е играчка. Лузна од БСЖ вакцина е знак дека детето колку толку, никогаш од ниедна вакцина нема 100%, меѓутоа е гарант дека нема да умре од туберкулоза. Сега, мерењето, висина, тежина, дали е ухрането, дали не е ухрането, дали е доено, дали не е доено, колку месеци е доено, дали е прихранувано, ако е прихранувано, да се внесе кој артикал, гледате овде јагленки со вода, со млеко, јајце, беби микси, фрутолина, што знам ја, имаме вамо млечна формула и така натаму, значи за да се добие она преска, кога реков, тие параметрите. Дали еднакво напредува дете што е доено од она што не е доено, како напредува она што е прихранувано или не прихранувано, дали напредува добро или не, ако е правилно прихранувано или ако не е правилно прихранувано, и така натаму, тоа се веќе беше многу застапена. Јас имав чест да едната од двете мои докторски дисертации да е на темата рахитис, тоа се слаби коски. Значи, ние бевме некакви пионери, мојата генерација, на давање капки АД на бебињата, а ги лекувавме тие што има рахитис, ги лекувавме со инjekции. Затоа е тука написано дали примало капки, инjekции, колку примало и уште нешто. Ова нигде нема да го слушнете. Ние имаме список на преку 10.000 деца на кои што сме
изработиле крвна група и резус фактор. То го правевме с Кришу, ама во една пригода, после не знам колку години, мојот уважен директор Трпеновски разбрал по некоја линија дека правиме нешто како шмечерлак, па ни забрани, оти било скапо, ама барем за 10.000 деца и повеќе имаме список со крвна група, што е од големо значење. Кај машки деца, многу е честа појавата тестисите или да не се спуштени, или да се мобилни. Ако не се открие навреме, а да се тестисите не спуштени, тоа носи ужасни последици кај возрастните луѓе. Затоа, уште како кај бебе, тоа мора строго да се знае дали се спуштени и не. Уште нешто исчашеност на колковите. Ќе ви раскажам што ми се случи пред нецели 2 недели. Ми се јави една бабичка, млада баба, која има внуче од 6 или 7 месеци, кој внуче некаде кај некој доктор е прегледувано редовно и кажувано им е дека е се во ред. Меѓутоа сега на 7-миот месец друг доктор го прегледува и се посомневал дека има на едното колче, им рекле исчашеност на колковите, меѓутоа кога јас ги видов документите, станува збор за неразвиен колк. И сега тоа дете е во специјално апаратче. Порано ги редевме во гипсеви. Дедо доктор Климе, на времето напише една книга за оваа болест, вродени луксантни состојби на колковите кај децата во Струга и Струшко за период од 30 години. И вие сте сите помлади овде, не се сеќавате дека кога ќе поминевте по чаршија, особено во сабота, во пазарен ден, немаше да не сретните дете во оние ужасни во гипс, вака ставени, децата се лекуваат по 3, 4, 5, 6 години, по 3-4 години лежеа во костнозглобна. Благодарение на тоа што се зафативме со овој проблем да го следиме, значи, целосно и детално, сега нема куци деца. Нека каже кој како сака за нас, ама јас ќе се пофалам дека е тоа буквално наше дело. Бевме пионери и оваа книга беше и остана во Македонија се уште прва и единствена. Сега имам овдека, почитувани колеги стоматолози, една огромна студија која може слободно да прерасне во еден докторат за состојбата со забите, дали има, дали нема, ако има колку, кога е никнењето нормално за доцна и тоа така намо, состојбата на вилиците, овие неколку коцки овде се тоа за тие патолошки состојби кои ќе се откријат да се стави шифра. Понатамо, сега овде има еден голем список на болести кои што најчесто сме ги среќавале и буквално може врз база на овој податок од компјутерот да се добие од која болест колку деца сме имали. Чести разболувања на децата, настинки, крајници и ова и она. Тоа се тие пропратните болести, ова е анкетната листа од втората страна. И посебна анализа имаме за близнаците. Повторно ќе го спомнам мојот починат колега Владо Доброводски, направи една голема студија за близнаците, се ова што го кажував досега за сите деца, одвоено за близнаците, бидејќи по многу нешта тие се специфични. Ја не разбра, никогаш не сакаше да ја објави таа книга, но остана како таква, понатаму никога. Ова го кажавме, тоа за
растот и детето. Ова се мерни единици некои што ги следевме во доенечкиот период. Посебна една огромна студија е вакцинирањето и вакцинациите. Дали е редовно, дали не е. И во следниот слайд, ова е едно тогашно, сега има додадено уште, не знам, неколку нови вакцини, календар на вакцинации, така да имавме комплетен увид во вакциналниот статус на секој дете и за сите деца во општинама. Правевме и лабораториска анализа крвна слика на секое новороденче, понатамо, исто така анализа на мочката, крвен притисок меревме на сите деца поголеми од 3 години, честота на заболување, дали било тешко, дали било лесно заболувањето, ова е тоа. И крвна слика на мајката пред и после породувањето. Од тука че имавме увид колку ќе биде здрава мајката, толку ќе биде здраво нејзиното дете. Сега ова е многу важно. Ова Апгар е некој скор собир на податоци од кои се мери во првата и во 5-тата, понекогаш и во 10-тата минута, каква е состојбата на детето веднаш после раѓањето. И врз база на тоа носиме заклучок дали е детето родено зрело или незрело. Други параметри има за доносено, недоносено, тоа е друго. Меѓутоа, дали е зрело, потоа Апгар. И, конечно, гестацијска старост, гестацијска недела, во која гестацијска недела е детето родено. Ова се тие 70 параметри кои што многу пати ги спомнав за вкрстување и во базите имам повеќе од 25.500 деца со повеќе од 146.000 регистрирани прегледи. А ова пружа навистина неограничени можности за анализи. Еве една табела, нема да ве гнјавам. Првата колона, овие се некои бројки. Некои бројки, Струга има број 18, Радолишта 26, Франгово 34 и така натаму, за да се знае кој дете од кој село е. И сега имам Струга, Радолишта, Франгово, Корошишта и 30 села се наредени колку што имаше живи деца. И сега имаме машки, женски, број на деца. Еве, за Струга ќе кажам. Например, машки имаме во Струга следено 2850, тие оствариле 27.484 прегледи или 9,6 прегледи по дете. Истото тоа за женски и посебно. И исти овие параметри за секој. Еве, ќе спомнам, последно село е Лабуништа. Од Лабуништа имаме 1173 машки, тие оствариле 6275 прегледи или 5,3 прегледи просечно по дете. Женски имаме 1124 со 5752 прегледи, 5,1 преглед просечно и ова е вкупно за селото, ова е вкупно, еве, овде е број на деца и број на прегледи. И јас тука би се заблагодарил, малку ве намачив, ама сакав што е можно повеќе да ви кажам. И на вас благодарам, директорке на вас за услугата, за овој храм на културата, посебна благодарност. На сите колеги и на овие овде мои златници, значи, огромна благодарност.
Стефанија.